Почитувани, ја потсетуваме јавноста дека во овие 4 години СДСМ не изгради ниту еден државен производен капацитет, а за сметка на тоа се изнаслушавме само фалби и лаги. СДСМ да не ја замајува јавноста дека кога дошле на власт не начекале готови проекти во енергетиката. Тоа е чиста лага, бидејќи за пусти пари од тендери, се што беше започнато во времето на ВМРО го запреа и почнаа да ги прават своите добро познати шеми, како од периодот на нивното претходно владење од 2002 до 2006 година, кога го продадоа делот од ЕСМ, познат како ЕСМ дистрибуција. Со сегашното зголемување на цената на струјата од 12,5% се покажа односот на власта кон енергетиката. Со ланското зголемување од 7,4%, тоа е скоро 20% зголемување на цената на електричната струја за период од една година. Тоа што се обидуваат да купат социјален мир со намалување на ДДВ за струјата е само предизборен трик, кој ќе биде надоместен со еколошката такса за бензините и тоа за жал повторно од граѓаните на Република Македонија. СДСМ да не го лаже народот со некаква енергетска транзиција, бидејќи тоа е скапа инвестиција за некој како СДС, кој е научен само да граба без да инвестира. Всушност, позади гаснењето на рек Битола не се крие желбата за таа енергетска транзиција, туку неможноста да се управува ваков гигант и неговото уништување со тендери во 4 очи, со продажбата на електричната енергија на Евана Хом по цена пониска од производната, со непланското празнење на акумулациите, со поплавата на најголемиот багер Q300 лани во август и со прекумерното вработување на партиските војници. Од тука, ова привидно и нереално ниво на цените, кој ги нуди Елем, можеби нема да издржи ни до локалните избори, а ќе не осиромаши за навек. Да подсетиме дека поради ланското поскапување на струјата од над 7%, годинава клучните и најголемите државни енергетски компании станаа загубари. И МЕПСО и Елем заедно бележат загуба од 22 милиони евра, што е показател за недомакинско работење и немањето никаков план во енергетиката. Ова само буди нови ставови дека кај ваквите енергетски компании, поради лошата кондиција, истата оваа власт може да го раскрчми како нов бомбона бизнис. Земја без енергетски капацитети и сопствено производство на струја нема економски раст и нема сопствена иднина.